Добра вечер. Гледате Свести на глас на идеи. Реши ли државата конечно да се справи со кризните или воени профитери, односно производители и трговци, кои што инфлацијата и пазарните догми ги користат се со цел зголемување на нивниот профит? Ова издание на Свести го посветуваме на борбата за левот. Редакцијата на глас на идеи битката за лебот ја започна уште во август минатата година, кога кулминираше бранот на произволни поскапувања на производи во маркетите. Во последните неколку недели ви се случува ли да отидете во маркет, да испазарите и да поминете време во обиколка, чудејќи се зошто некои производи се поскапени за 70, 80 или дури и за 100%? Заради инфлацијата е најчестиот одговор. Или зголемени се трошоците за производство и транспорт, енергетска криза е, прехранбена криза и така натаму. Колку и да се чинат доволни овие причини, сепак останува нејасно зошто конкретни производи се поскапени баш до конкретниот паричен износ. Но ова се уште не беше топ тема за главните медиуми. Луѓето беа обземени со големите национални наративи. Ова невнимание го искористија газдите, па знаејќи дека нема да се пружи ама баш никаков организиран отпор против произволните поскапувања, тие аздисаа. Секако, користејќи ги догмите на пазарната економија. Државниот пазарен инспекторат не е надлежен да ги контролира маржите. Во пазарна економија, трговците слободно си ги формираат цените. Телевизиите ја реотворија оваа тема дури во декември, кога на владина конференција од страна на новинарите беше посочено следното. Стално викате дека лебот поевтинувал и сите елементарни продукти во државата поевтинувале за 10%. Веќе неколку недели јас го слушам тоа. Ние велиме дека треба да поевтинат до 10%. Добро, викате дека поевтинуваат до 10%. Ова е леп што го купив 10 минути пред да почне пресконференцијата и е исто колку што беше пред месец дена и пол. Можам ли го дам лебот и фискалната да се потврдите вие дека 51 денар беше пред 3 недели, 51 денар пред 10 минути го купив пред пресконференцијата. Според мене тоа дали како вие го толкувате, јас не знам, но јас можам да ви кажам дека тоа што го кажувате дека се намалуваат цените на главните продукти, тоа стварно на терен не изгледа така. Тука некој лаже, а кој лаже? Дали бизнесмените, дали некој друг, тоа не знам. За чудо во неделата владеачката партија конечно се сети на своето социјалдемократско име, па донесе одлука за поздрав, а тоа е замрзнување на цената на белиот леб на 33 денари. Ваквата одлука беше дочекана на нож од страна на газдите од пекарско-мелничката индустрија, кои најавија ригорозни мерки и прекин на производството на леб. Тие отидоа и до таму што владината одлука ја нарекува советско-болшевичка метода. Без оглед дали се работи за страв кај крупните газди од проширување на оваа мерка врз другите производи или едноставно прелесно се даваат секакви квалификации како би се привлекла јавноста на нивна страна, ние решивме да го екранизираме овој став на пекарските газди, за да се покаже сета негова безсмисленост. Тие фирми кои што не испорачуваат, тие ги добија најголемите субвенции за струја од 80 евра мегават час, кога беше 500 евра мегават час. Фурна Диме не испорачува. Специјал не испорачува. Од основните били лемовито. Житолукс не испорачува. Нема да дозволам некој да се богати на грбот на граѓаните. И ова одлука ќе биде на сила. Објаснување за тоа на што се должат измешаните, но класно определени реакции во јавноста, побаравме мислење од Здравко Савески. Здравко, кои беа реакциите од јавноста после објавувањето на веста за замрзнување на цената на лебот? Она што беше интересно е што не беше реакцијата типична по партиска линија, приврзаниците на власта да ја поддржуваат власта, а противниците да ја напаѓаат, туку беше по класна линија. Па луѓе кои се посиромашни, кои се погодени веќе од кризата, тие без разлика дали мислат дека власта е катастрофа, ја поддржуваа владината мерка. Додека пак од другата страна имаше и приврзаници на власта, приврзаници на САСМ, кои се и самите капиталисти, или пак се високо платени, па едноставно не сакаат да им се ремети раатот, или пак дури она со типично
подценување што сега власта има да се грижи за сиромашните, па тие ја напаѓа власта која обично ја поддржуваат. Така што ова беше доста интересен момент кој ретко се гледа во Македонија, каде што класното испадна да е многу поважно отколку партиското. Ти благодарам. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.